Ја мислам дека полиграфот бил у шок од мојот одговор. Јас сум го шокирал твојот полиграф. Мислам дека треба да го носиш на рестарт од тамо кај што си го купил. Дали некогаш имаш направено дизајн кој тебе лично не ти се допаѓал, но си го убедил клиентот во спротивното? Тоа не е одговор за полиграф. Би одговараш со да или не? Дали ти искрено се доживуваш како звезда? Утре што да одговорим, тамо ќе светне црвено. Ма ја играм за светска лига, ја не сум најдобар само у Македонија, јас сум најдобар и у Балкан. Тоа е кога и се слушам себе си на интервјуа, се гледам по 10 пута и вака само се гледам и си викам браво Златко колку си паметен. После ќе се видим браво Златко колку си убав. Се доживувам како звезда, функционирам како звезда и само од моето функционирање од звезда фали малку пуќе коса, 10 милиони на сметка и приватен хеликоптер. Добро дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој јавните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Секое прашање мора да биде одговорено со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кој проект немаше да постои. Голема благодарност на нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кои долги години веруваат во мене, па така и овој проект не беше исклучок. Благодарност до Prima Mebel, кој ни помогнаа во замислата за ова студио, како и до Fashion Group што вечерва ме облекува во Springfield. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola батонот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време да ви го представам мојот гостин. Златко Јовановски JZJ. Добре реде во Полиграф. Добро ве најдов и ја углавном немам воопшто дрема никогаш кој сум на интервју, ама сега мислам дека срцето пребрзо ми чука. Сакам да те прашам како си, но веќе ми одговори. Да. Така што доколку си спремен, време е да започнеме. Пред да започнеме, ја морам да ти кажем нешто ја на тебе. Ако ја воопшто не го искористим овој Coca-Cola батан, би сакал од Coca-Cola да ми ургираш да добием 1 милион евра спонзорство, а со тоа што е пошто сум од Тетово ќе ти понудим на тебе мито 10%. Дали понудата важи? Тоа ќе мора да го размислиме. Ајде, онда ќе размислиме ја да не го искористим Coca-Cola батанот. Доколку прашањата немаш проблем да ги одговориш, слободно. Видиш, да притоа сум savлекол у моја креација црвено сеткаво да и се удварам на Coca-Cola. Ја не сум вака случајно. Паметно. За да калибрираме машината, први не потребно да одговориш на некои основни прашања. Добро. Дали е твоето име Златко Јовановски? Моето име е Златко Јовановски со прекар JZJ, The King of Sparkle. Би одговараш со да или не? Да. Дали имаш 30 години? Имам. Дали ми е потребен ботокс? Не, нема потреба да одговориш. Се чувстваш како 30 години? Како 27? Дали си спремен за полиграф? Спремен. Ти си дизајнер и доаѓаш од Тетово. Дали се сметаш за еден од најуспешните луѓе од твојот град? Дефинитивно да. Во едно интервју имаш изјавено дека Тетово е македонското Монте Карло. Точно? Дали тие работи ги изјавуваш поради виралност и публицитет? Не. Јас стварно сметам дека моето Тетово е Монте Карло, моето Тетово се воза најскупите коле, моето Тетово жива најбогатите луѓе, моето Тетово може да видите све до како се вика цело Тетово живее 24 сата и на све тоа како се вика имамо многу луѓе кои што се многу современи и многу модерни. Дали е вистина дека сонуваш за фонтана во Тетово од тебе, во природна величина, изработена од бел мермер со златна круна на главата? Да. Мада, тоа прашање и тој одговор мене ми е искрено за публицитет и сметам дека
моја фонтана ако има, ја би бил среќен и задоволен, ама сметам дека Македонија дефинитивно треба да има еден ден мој музеј, заради тоа што јас сум најбитниот, најголемиот и најкреативниот моден дизајнер и со сите мои креации кои што више се продадени, направени или ги носеле јавни личности и популарни личности по светот и кај нас, дефинитивно тој музеј би требало да биде одлика на мојата кариера за цел живот, така да тоа има уште време до тоа додека дојде, ама тоа е нешто што дефинитивно ја го сакам и го посакувам за себе у мојата кариера. И се надевам дека тој музеј нема да ми го направи од кој ќе бидем мртов, туку ќе ми го направи додека бидем жив, заради тоа што уствари они ако не ми го направи ќе си го создадем сам. Значи од фонтаната се откажувам. Фонтаната не е плюс. Фонтаната ќе биде навлез у дворот за музеот. Имаш свој бренд, многу ревии, креации, титули, признанија. Дали сметаш дека трудот во Македонија не ти е доволно ценет? Да. Јас сметам дека мене Македонија ме обожава, сметам дека има македонци и странски клиенти кои што континуирано купува од моето ателје и правиме custom-made креација за нив, ама дефинитивно ја да бев у светот или да бев можеби у Турска што е многу поблиску или да сум у Америка, до сега би бил милиардер и не би се дружел овде со тебе у јули, него би бил на мојата јахта на некое француско крајбрежје или у Монте Карло. Дали некогаш си се покајал за некоја јавна изјава што може би отпосле звучала арогантно? Не. Ја не мислам дека сум арогантен, јас сум само искрен, фин, љубезен. Од друга страна, ја кажувам се како што е, а некогаш на луѓето тоа им се чини директно или арогантно, ама ја не се доживувам себе си како арогантен. Е сега тоа што сум ја лафу хороскоп, малку сум обендизан и сум многу високо его, тоа е друга ствар. Дали сметаш дека твојот карактер привлекува повеќе внимание отколку твоите дизајни? Дефинитивно да. Јас сметам дека кога јас сум на ревија, ја на ревија на пример последно на Paris Fashion Week презентирам 25 фустани, тие 25 креации има многу аплауз, има сликања, има воодушевување од публиката, посебно од фронт роу, кој што е многу битна и прошетана и видела све, но на крајот кој ќе се појавим јас со круна на глава, со долг плашт, тоа дефинитивно паѓа цела ревија у вода, односно цела колекција и најбитен сум ја. Од друга страна, тоа да не е така, ја не би бил среќен заради тоа што ја мојата работа ја работам за да бидем ја популарна личност, за да бидем ја јавна личност, мене тоа ми се свиѓа, ја обожавам кога јас сум у центар на внимание и јас сметам дека првично морам ја да зборим за мојата ревија, за мојата колекција, за мојот бренд, па после моите фустани, моите креации и слично, заради тоа што нескромно ќе кажем, пошто ја не сум скромен, ниту пак глумим лажно скромен, да не сум ја, моите ревија и моите колекција не би постоеле. Јас сум создадел бренд, јас сум создал ревија, јас сум создал колекција и сметам дека умот, креативноста и тоа што го води моторот на мојот бренд сум ја, така да нормално дека јас сум тамо најбитен. Дали некогаш имаш направено дизајн кој тебе лично не ти се допаѓал, но си го убедил клиентот во спротивното? Да. На ова морам да се надовршим дека сите ние работамо за паре, сите ние имамо некаква цена и кога и клиентот ќе дојде со некаква слика, идеја дека нешто сака да се реализира, ја истото морам да го испорачам. Тоа ти исто како не знам, Дженифер Лопес на свој концерти пее свој песне, ама Дженифер Лопес кога ќе пее на индиска свадба кај милиардери, ако тој милиардери каже да пее песна и од Тина Тарнер, она ќе ја пее. Така да тоа ти исто и у мојот свет и у мојот бренд. Така да ако некој донесе слика и ако тој клиент плати, сака да биде изработена креацијата од мене и од мојот бренд со мојот квалитет, јас стварно немам проблем да направам нешто што на мене не ми се свиѓа, но најбитно е клиентот да биде среќен и задоволен. А јас со неговите пари. А не си пробал да му кажеш дека можеби тоа би било подобро на друг начин? Не, ја некогаш пробувам да направам модификација на желбите на клиентот, но не секогаш ги истеруjem до крај, заради тоа што клиентот кај мене во ателје плаќа за да биде он среќен и јас сум таму за да го направам него среќен. Од друга страна, за да имам ја заден збор у моите креации, имам кога ја правим колекција, кога ја правим ревија, кога јас сум по светот и сметам дека тогаш ја го имам финалниот збор. А кога ја работамо custom made, се слуша клиентот заради тоа што клиентот е секогаш управо. Барем така мене ме научиле.
Дали некогаш си направил дизајн што не го носел твојот потпис, а сепак си го пуштил како свој? А, не. Туѓо парче да потпишем како моје? Не. Дали некогаш си бил копиран од друг дизајнер во Македонија? Да. Сум бил копиран и од македонски дизајнери, сум бил копиран и сега скоро од еден турски дизајнер, а сум бил копиран и од една страница што продава онлайн многу ефтино, нешто као светски бренд амерички, кој што мојот фустан го ископирале и го продаваа за некој тамо 70 евра, но тој фустан не е ни близко до мојот, но се гледа дека е ископиран, баш ја за тоа јавно објавив и имаше многу статии за истото пишано. Би спорило со нас кој од Македонија те копира? Па тоа се некои просечни шнајдерски ателија кои што не се дизајнери, него се просечни, па ја немам проблем они да ме копира, мислим, и тоа се гледа дека е копија. Дали за себе сметаш дека си најдобриот македонски моден дизајнер? Да. Ма ја играм за светска лига, ја не сум најдобар само у Македонија, ја сум најдобар и у Балкан. Ја у Балкан сме уште неколку 5-6. Дали некогаш си направил компромис со квалитет заради рок или клиент? Да, дефинитивно. Ја идем на бизнис коучинг и мене тамо ме научиле дека клиентот може да бира само едно, а не 3 ставки. Значи, клиентот може да бира или сума колку тој ќе плати, може да одбере рок за колку време тоа да биде завршено и трето може да бира квалитет, а сите други 2 ставки ги кажувам ја, така да ако клиентот бара време, ми ја работамо со помал квалитет, а со поскупа цена, а ако клиентот бара квалитет, ми ја барамо за нас поише време и нормално поскупа цена, а ако клиентот бара цена пониска, онда времето и квалитетот го кажувам ја. И сметам дека тоа е така и така треба да биде. Така функционира секој бизнис. Дали е вистина дека си во процес на реализација на модна ревија што ќе се простира од Сити Мол до Соборен храм? Ако Coca-Cola прифати да ме биде спонсор, ја ќе слетам одгоре со Coca-Cola хеликоптер. Да или не? Да. Дали некогаш си користел ефтини материјали за изработка на твоите креации, кои потоа си ги продавал по екстремно високи цени? Не. Ја морам да додадем дека ние користиме некогаш ефтини материјали кога креацијата е за спот на некоја пејачка или за едно појавување на некаква сцена, или ако е тоа некој многу голем плашт или е некој детаљ со кој што она треба да излезе на сцена, а после ќе го соблече за цели 5 минути, и у тој случај сметам дека материјалот може да биде ефтин заради тоа што трпи да биде ефтин, а ако изработката е добра не е ништо проблем. Од друга страна, народот, односно те сега моментот гледачите треба да знаат дека вие што работите со што поскупи материјали, толку помалку треба да биде работени и толку посведени, а ако работите со поевтини материјали, треба да биде изработката врвна и да има многу работа како тој би добил богатство. И на ова само ќе се надоврзем дека е најбитна креативноста и она што кој ќе се види креацијата на сцена или на свадба или на некаква свеченост што год, е најбитно да тоа личи добро, без разлика когај, како и со што е направено. Неодамна ги представи овие производи. Да, види колку сум убав, си треба да ме стееш малку поголем. Дали те разочараа негативните коментари на јавност? Не. Што са битни негативните коментари на Курто и Мурто? Ја тамо презентирам саглам производ, сум донел, како се вика, турски производ, кој што мене фабрика турска ми ги изработала по супер високи цени, затоа ја ги продавам, ќе кажемо, не ефтино, него со нормални цени, и кога производот е саглам, кога клиентите го сака и кога ја од истиот сум продал 80%, мене ми е баш гајле за некој што седи позади свој телефон и свика дека тоа не е добро. Вие купите, па зборите ревјуз дека не е добро. Еднаш купите. Колекцијата е рече се распродадена? 80%. Немамо број твој, ти сигурно носиш 45. Не, јас сакам од тие чик папучите. А таквите ти ги поклонувам, од мене имаш поклон. Да, Да. готово. Дали е вистина
дека поседуваш накити часовници во противредност од 100.000 евра? Не. О, дај Боже! Дај Боже! Точно е дека ја што носим накид часовници и кондуре и ташње, тоа може би е некаква повисока сума од нешто што е стандардно, ама до 100.000 евра не сум дојден. Ете, после може ревијата, после ситимо до на партизанска што ќе биде, може после таа ревија ќе чадим 100.000 евра. Ја немам проблем ако имам 100.000 евра да идем да ги потрошим, проблем е што 100.000 евра немам. Колку чини часовникот сега што го носиш? Тоа не е одговор за полиграф. Дали парите за тебе се најважното нешто на светот? Овде што да одговорим, тамо ќе светне црвено. Не. Ја како ненаситен на успех, како премногу амбициозен, мене фактот дека ми треба многу пари за да ја исполним се што ја сакам. Тоа не е за да ја си купим јахта и за тоа, ама не е првично за тоа, него е за да ја вложим у ревие, у шоуа, у хеликоптери и слично. Така да фактот дека парите се клучна ствар, ама не е најбитно. Најбитно е кога ќе се видиш ти у огледало, гол сам со себе, да си среќен и исполнет од тој што го гледаш, да не се срамиш од себе си. Ја не се срамим себе си кога ќе се видим ниту гол, ниту вака накид. Тоа е најбитно кога имаш мир сам со себе. Види колку сериозни прашања одговарам ја, а ти умираш од смеење. Се извинувам. Уште колку прашања имам ја до тамо за да не го искористим овој колабата? Имаш уште 10. Аха, 10, 9, 8. Имаш соработувано со големи регионални звезди, меѓу кои Јелена Карлеуш. Дали е вистина дека тие креации им ги подаруваш, иако чинат неколку илјадници евра за да се креираат? Да. На вистина чинат толку? Не, вистина се подарени. А не чина толку? Не чина толку. Ја задни 3 години, да се надоврзем на ова твое прашање, задни 3 години ја бирам со кого работам и ја немам проблем да работам со било кој ако тој некој плати. Кого ја поклонувам, бирам ја. Ја морам да кажем дека у случајот Јелена Карлеуша дека е мој соработник више неколку години, мој клиент, она увек прашува колку тоа чини, ама ја зашто знам колкава популарност и колкав вирален пост ќе добием од неа, мене ми е мерак да моите креации биде износени од нега, ја увек кажам дека не треба ништо и дека дека тоа ќе биде поклон од мене, иако она тоа никогаш не го бара, сметам она една фер соработник, бар со мене многу фер, а од друга страна факт е дека многу македонски јавни личности знаат да побараа нешто гратис или да побараа нова креација да се направи за нив за без пари. Јас со тоа не се сложим, ниту да се изнајми, ниту да се прави, заради тоа што првично ја како фидбек ќе имам од тебе, мене тоа ме интересира, а второ што ме интересира е таа креација која е со долга опашка или ако е долга хаљина, ако се влече, ти кој ќе го уништиш тој фустан на тие 15-20 минути или 3 сата ивент, како после утре да го продадем? Кој клиент ќе сака тој да го купи? Зошто ја би го изгубил мојата хаљина, мојата креација заради тебе? Така да све тоа мора да се плати што е нормално, а од друга страна, кој се станува збор за регионални звезди или за светски звезди како Талија, Викторија Сваровски, Муни Лонг и Тајга и слично у Америка, углавном они пристапуваат со некаков однапред планиран буџет. Ја тоа почитувам многу, заради тоа што секој има некаков конкретен буџет за костим, за играчи, за светла, за што год му треба. Така да мене тој однос и таа соработка многу повеќе ми се свиѓа, а ми се десило да плата клиентите изнајмување, ако е тоа стенски костим мини или боди, и углавном од тоа се од Србија, од Косово или од Хрватска. Дали ти се допаѓа овој аутфит? Да, види врв си човекот. Ова не е еден познат спортист? Да. Фудбалер? Голман. За мене фудбалер голман е исто. Ја кога гледам топ како тамо на терен, мене може да ми речеш има гол и нема гол. Јас сум си малку прост за тоа. Мада него го знам поради стилот. Браво за него.
А овој? Да, види колку е убав фустанот. Мислам дека ова Љупка Митрова, она сега има нов бренд и сметам дека фустанот ти е супер и мене ми се свиѓа многу што она е секогаш храбра, секогаш многу гола, а никогаш не е вулгарна. Светската пејачка Ава Макс носеше твоја креација. Да. Дали е тоа твојот најголем кариерен успех? Да. Дали е вистина дека си одбивал соработки со македонски јавни личности поради тоа што цената која што ти ја давале била прениска за твоите услуги? Да. Тоа и го кажа претходно, да не се надоврзуем. Јас стварно не разбирам зошто нема да генерализирам, него ќе зборим општо. Зошто е побитен да се купи капутот за прикуден или фармеркет или патикети што ќе ги утепаш на носење на кафе, него сценскиот костим по кој што ќе те памта по тој видеозапис тебе цел живот. Секогаш е побитно сцената, ако више работаш на сцена, и секогаш е побитен аутфитот, посебно твојот кај што ти си изведувач. Дали е вистина дека имаш голема неостварена желба да работиш со една од најголемите македонски музички звезди? Да, не знам. Јас сакам да работам со неа, но не ми е тоа најмногу неостварена желба. Имаш некој друг од Македонија што повеќе би сакал да работиш? Не, јас само мене ми е многу криво што нашата најголема модна икона музичка, јас тврдим дека била Есма Реджепова, заради тоа што некако ќе го видите на сцена, она увек изгледала со свој препознатлив печат, тоа секогаш било многу уникатно и она си имала свој моден печат на сцена и мене ми е многу криво што не сум работел со нега, за жал она не е меѓу нас више и за тоа ми е вистински криво. Ама ја тврдим дека она е нашата македонска најголема модна икона, затоа што вие кој ќе го спомнеме името на Есма Реджепова, вас одма у глава ви се ствара јаки боje, голем турбан и широка креација. Тоа значи дека она модно била свесна и остварена. А со Каролина би работел? Да, дефинитивно, и сметам дека Каролина, ако работа со мене, тоест ако имамо ми еден ден соработка, би била она на сцена у многу поразлично издание, а иначе вака casual, сакав да кажем, секојдневно, она си е супер. Дали ти искрено се доживуваш како звезда? Да. Ја функционирам како звезда, мене иако може да ме видите натоварен, уморен, не вака дотеран у светкаво дело, ја кој ќе се видим у огледало или на огледалото у кола, јас скроз се доживувам себе си како звезда и при тоа кога се слушам себе си на интервјуа, се гледам по 10 пута и вака само се гледам и си викам браво Златко колку си паметен. После ќе се видим браво Златко колку си убав. Мислим, ја стварно се доживувам како звезда, функционирам како звезда и само од моето функционирање од звезда фали малку поише коса, 10 милиони на сметка и приватен хеликоптер. Во едно интервју пред неколку години имаш изјавено дека се сметаш за кралот на модата. Добро. Дали сметаш дека се уште се наоѓаш на тронот? Да, нормално. Кога кажуваш што мислиш на светот? Не, да гледаме реално, пошто има овде полиграф, не мислим на светот, него мислим кај нас и у околни земји. За светот е, извини, ама за светот е многу друга лига и многу друг свет, како да кажем, друг ранг. Дали сметаш дека твојата голема самозаљубеност во себе е главниот проблем зашто не можеш да пронајдеш љубовен партнер? Да. Па е психичко пореметување сигурно. Јас само себе си сакам и никој друг. Ја на никого не можам да му водим сметка. Ја на никој не можем да го пазим, да ја пазим кај била, што била или да ја кажем на некому добро утро, добар ден. Мислим, јас само на себе си викам добар ден и добро утро. Мислим, тоа моето е за на психолог, за на психијатар. Тоа е специјална диагноза. Ама подобро да бидеш искрен и да си свесен, него да ти викам јас ги сакам сите и сите ме сакаат мене. Не, јас се сакам себе си, а сите ме сакаат мене. Ќе видиме на крајот колку си искрен. Ќе видиме.
Мене ми е најбитно да не стиснем ја Coca-Cola батан за да добием 1 милион евра од Coca-Cola. Мене ми е тамо памет. Дали е вистина дека не сакаш да се оствариш како татко? Бидејќи сметаш дека детето ќе ти представува проблем во остварувањето на твоите соништа. Да. Нико, моите милиони кои ќе ги наследи. Ќе збориме за 20 години. Еве можам јасно пише. Па не знам тебе дали би ти ги дал да ти кажем. Ја сметам дека татко денеска може да биде секој, ако не секој 99% од луѓите. Секој може да биде родител, но не секој знае како да биде родител. Сметам дека ако вие сте многу млади, ако влезете како родител, може би не сте искусни. Од друга страна, мене ми е кариерата, популарноста и мојот бренд на прво место, па све друго. И углавном, ако видите по светот, многу успешни личности, они станале родители на 40 години, на длабока зрелост, затоа што до тогаш биле посветени само на кариера. И сметам дека тоа така е исправно ако сакаш да бидеш број 1. Од друга страна пак морам да додадем дека, како што кажа, секој може да биде татко. Ја никому не викам да не биде, секој има право на свој избор, ама не секој е паметен за да биде татко. Заради тоа што вие ако бидете родител, треба да бидете посветени на тоа дете максимално. Вие ќе имате можеби домашно милениче, па ќе бидете посветени максимално, камоли на вашето дете. И мене не ми е окей кога и тие деца жива у нездрава околина или кога се ствара на нив фрустрација или кога им се дере, кога трпа насилство, малтретирање и слично. И последно прашање? Последно прашање? Дум-дум, ајде. Дали нешто ми излажа вечерва? Да, мислим тоа со парите. Време е за резултатите. Ајде. Треба да чекамо многу или ти у моментот тоа ќе ми соопштиш? Кратко. Златко Јовановски. За жал не го положи тестот. Имаш паната на 5 прашања. На 5? Па да го предискутираме тоа заедно. Ајде. Само што почнав ми кажа дека се сметаш за еден од најуспешните луѓе во твојот град. Добро. Полиграфот не се согласува. Па тоа може би дека јас сум најдобар у цела држава, не само мојот град. Не сметаш дека никој во Тетово е поуспешен од тебе? У Тетово? Не. У Тетово нема поголема звезда од мене. Како ти да не сакаш да се сложим со одговорот мој, мојот одговор си е мој одговор. Не, ја што сакам што кажува полиграф. Добро. Исто така изгледа дека не подготвуваш ревија што ќе се простира од сите молдособорен храм. Не подготвувам, тамо те излажав, да. За жал, па немам паре, видиш дека ми треба Coca-Cola и спонзорство. Дали затоа им излажа дека парите не се најважното нешто на светот? Тамо мислим дека те излажав. Јас се убедувам у друго, срцето ми вика трето, а на овој пат ќе останем воздржан. Полиграфот не останува воздржан. Полиграфот има или црно или бело, или да, или не. Дали се доживуваш како звезда? Тука полиграфот многу играше со линиите. И што на кај заклучи полиграфот? Заклучи дека не ми одговори искрено. Стварно? Ја мислам дека полиграфот бил у шок од мојот одговор. Јас сум го шокирал твојот полиграф. Мислам дека треба да го носиш на рестарт од тамо кај што си го купил. Да им бараш гаранција. И последното прашање каде што не беше целосно искрен е дека твојата самозалюбеност е главниот проблем зашто немаш си најдеш партнер. Па онда твојот полиграф ќе треба да ми каже зошто не можем да бидеме врска. Може би длабоко во себе ти го знаеш одговорот. Мислим дека не. Тука ова тестирање завршува, фала ти. Фала многу и на тебе и за крај на оваа емисија сакам да ти дадем еден мал поклон од мене, иако ти не беше можеби до крај љубезен и фин, ја ќе бидам фин и љубезен. Фала ти. Ова е
поклон за тебе, односно, мојот бренд сега има нова линија на машки мајци, кои што може да се најдат у моето ателје или може да се наруча онлайн. Истите ги имамо у 3 дизајна и во 5 бои, односно црна и златна, другата е црна и златна и третата е само црна, фактички 5 дизајна, така да примерно имаш ти мајца, уште не се објавени нигде, но наскоро ќе биде објавени на нашите социјални мрежи и како се вика на нашиот Facebook. Фала ти, значи сега јас ќе се чувствам како лав. И на нега имаш и лав со круна, у круната пишува JZJ, ја мислам дека ќе ти донесе тоа на тебе многу среќа, многу милиони и додека ја носиш имаш многу висока самодоверба. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот за да гледате уште епизоди и не заборавите да не пишете во коментари кого сакате да видите следно тука. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.